Добро вечер, браќа и сестри. Ајде ве молам еден громогласен аплауз за нашите браќа и сестри кои се позади бината, и десно и лево. И за оние лево и десно од градска болница кои што можеби не можат да не видат. И поздрав до овие наши пријатели во трговскиот центар. Почитувам председател на Собранието на Република Македонија, господине Трајко Велјановски. Почитувам председател на владата на Република Македонија, господине Никола Груевски. Почитувани министри, пратеници, почитувани членови и симпатизери на ВМРО, ДПМН и останатите коалициони партнери, почитувани представници на невладиниот сектор, почитувани граѓани. Пред само 10 дена ме прашаа што ќе се случи после 17-ти. Јас им реков ќе дојде 18-ти. И еве го дојде 18-ти. Јас мислам на овој 18-ти со 100.000 луѓе. 100.000 луѓе кои е по земја. Луѓе од националности, македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци, црногорци и сите оние кои што живеат во Република Македонија и кои што сакаат да живееме во една заедничка држава. Луѓе кои што имаат една мисла и една желба да живеат во една стабилна, рамноправна, економски просперитетна држава, луѓе кои не сакаат немири, кои не сакаат говор на омраза, насилство и закани. Дали е тоа наше легитимно право? Дали е тоа наше демократско право? Дали е право, имаме право да имаме избрана легитимна демократска власт која што ќе действува преку институциите на државата? И тоа сесрдно право ние како граѓани ќе го браниме и тоа вечерва сакаме јасно да го покажеме. Дали е, почитувани граѓани, тоа грев? Секако дека не е. Тоа е доблест и државничко чувство и пред се совест на секој граѓанин на Република Македонија. Зошто сме вечерва сите ние овде собрани од политичките партии, од невладиниот сектор, од сите граѓани и разни издруженија? Прво, затоа што за нас приватноста на граѓаните е светиња, по која што Зоран Заев и СДСМ со месеци бескрупулозно чепка. Затоа што тој ја нарушува нашата приватност, нашата интима, нашата слобода и ни е влезен насекаде, во домовите, на работните места, во спалните соби, па дури во тоалетите, во автомобилите, секаде. Тој поседува интима на над 26.000 граѓани со една единствена цел: крајно да искомпрометира владата на Република Македонија, незините институции и се што досега сме постигнале за овие 25 години. Да ги урне столбовите на државата, да создаде хаос кој што тој со неговите слаби плеки мисли дека потоа лесно ќе го контролира. А ние, кои што малку подолго познаваме политика, сакаме да му кажеме: еден хаос ќе роди нов хаос, и тоа поголем и пострашен, и најмногу од се ќе страдаат граѓаните на Република Македонија и ќе ги разорнеме нашите институции кои тешко и макотрпно ги градеме. Второ, ние не сакаме, ниту имаме намера, ниту ни паѓа на кај памет да соработуваме со странски разузнавачки служби. Трето, не сакаме да бидеме ничија маша во насилно уривање на власта. Не сакаме да одработуваме странски агенти преку апокалиптични сценарија, затоа што сме длабоко убедени дека никој не и посакува повеќе добро на Македонија отколку самите нејзини граѓани. Дека никој повеќе добро не и посакува на Македонија отколку легитимно избраната власт. Четврто, во Уставот е точно дефинирано како се доаѓа на власт: на легитимни организирани демократски избори, и според тие принципи оној што го има мнозинството, тој управува со државата. Ние сме вечерва тука затоа што знаеме дека демократијата не дозволува малцинството да врши насилие над мнозинството, затоа што демократијата не дозволува малцинството да го тормози мнозинството. Шесто, затоа што наводната вистина за Македонија
има најмалку од се вистина, а најмногу сеир, патетика, малограѓанштина и пуста желба да се дојде до власт. Седмо, ние граѓаните на Македонија сме сведоци по кој знае кој пат во изминативе 9-10 години како опозицијата прави невидени промашувања, погрешни проценки, а тоа е резултат на фактор што ги подценуваат сопствените граѓани и нивната моќ. Проценуваат што е добро, а што е зло, што е вистинско достигнување, реален живот, а што лажни ветувања. Граѓаните имаат право да ја критикуваат својата власт, да бидат незадоволни од неа, имаат право да го изразуваат и јавно своето несогласување, но според демократските вредности единствено место и начин за коригирање на владините политики е парламентот и само парламентот, а не да седнеш за слушалките и лаптопите на добро платените шпиуни и прислушкивачите. Ние сме вечерва овде зашто сме свесни дека државата се гради со многу труд, енергија и посветеност, зашто економските тешкоти и невработеноста, сиромаштијата се подобруваат со вистински економски и социјални политики и треба време секој граѓанин да ги почувствува овие резултати. Македонија чекори постапките на економски раст. Оваа година се очекува раст од 4,1% и раст на сите параметри економски, пораст на индустријско производство, намалување на увозот, зголемување на извозот и така натаму и така натаму. Но овие тешки моменти за Македонија ќе го намалат барем за сега нашиот раст 0,7%, а тоа е неколку стотици милиони евра изгубени, а тоа значи неколку десетини илјади работни места уништени токму од страна на опозицијата. Овие резултати што Македонија ги има, очигледно некому не му одговараат. Па не може јасно да ги погледа работите, не може да ги види проектите инфраструктурни, отварањето на нови работни места, новите фабрики, да ја види поддршката на земјоделците, пензионерите, на социјално загрозените лица, на лицата со посебни потреби и на сите останати граѓани. Ние не го оспоруваме правото на опозицијата да мисли поинаку, да биде корективна власта. Впрочем, од незе и тоа се бара, но го оспоруваме крајно деструктивниот, нелегитимен, лицемерен начин да се добере до власта. Почитувани пријатели, браќи и сестри, од СДСМ не можеме да видиме политичка, економска и социјална програма. Впрочем, ако историски погледаме, никогаш Социјалдемократскиот сојуз и немал економска програма. Затоа секогаш кога доаѓал на власт се потпирал на политиките на ММФ и на Светската банка. И кога еден убав сончев ден би дошле на власта, повторно све ќе биде исто. Нема пари, крати работни места, отпуштај секоја година по 4%, се сеќавате, нема капитални инвестиции и така натаму, и така натаму. Толку знаат, толку и умеат. Купи ден продај и повторно за нас граѓаните ќе бидат истите приказни. И затоа, почитувани граѓани, да се знае вистината за Македонија, како што тие велат. Очигледно, не е доволно само да го имаш големото уво, туку и широм отворени очи, големо срце и уште поголема душа и здрав разум и многу работа. Почитувани браќи и сестри, денеска слушнавме од лидерот на опозицијата како нуди компромис да си заминел тој, а да си заминел и премиерот. Па јас сакам да му кажам, бидејќи малку го познавам шахот, само во шахот е можно да се жртвува дама за пиун, а во политиката пиуните остануваат пиуни, а ние, како граѓани на Република Македонија, од ова невреме и од овие напади што се прават да ја разнебитат Македонија, ќе излеземе посилни и појаки, да сте живи и здрави, да е вечна Македонија.